студиото. Ја на самиот почеток у студиото морам да те Добро вечер и за нас. Да. Ова е прва постизборна емисија која ќе правиме заедно со тебе. Еве, како ги коментираш резултатите најпрво на локалните избори? Кој е твоето мислење? Сепак си човек кој што е долго време во политика, знае да ги прочита овие резултати. Имаше доста вака нервози. Ја вчера направив едно видео, така со првите импресии, ќе треба малце да ми легнат работиве, меѓутоа првото тоа што се гледа е 140 минус кај Мицко и 40 минус кај Максо. Значи 180.000 помалце. Се они може да кажат ментална гимнастика, парламентарни со локални не се споредува и така натаму, меѓутоа објаснувањето не држи вода затоа што многу поголем број на кандидати има на локалните избори кои што директно се инволвираат со своите микросредини, микросемејства, поблиски, подалечни пријатели и така натаму, така што би требало да, кога се борат, да речеме 10.000 луѓе за позиција, би требало да има многу поголема мотивација, меѓутоа се гледа дека за 5-16-17 месеци колку се доста од луѓето видоа за што всушност се работи и едноставно се откажа од гласање. Ова не е добро, прво за владеачката структура, но и за опозиционата структура, затоа што се покажа дека нема ни консолидација никаква во опозицијата, нема идеолошки поттик. Значи, ова тело кое што казнуваше лани и гласаше за Мицко, не се определи да го казнува оваа година, туку се определи да абстинира, на тој начин му направи чист мандат. И добро е, нека има чист мандат, нека владе, нека земе свет жан да разбира. Меѓутоа, индикацијата е сериозна и проблематична и остава простор да врз основа на неа се гради некој широк опозицијски фронт во кој што не го гледам СДСМ. Лично мислам дека треба клучна врата да стават. Посебно ситуацијата у Скопје покажа дека Скопје има вака изразит десничарски политички сенс, освен можеби во Центар и Карпуш. Така што СДСМ клучна врата, евентуално ако има некои остатоци од таму кои што се саглам да се присоберат у некаков поширок политички фронт, би можело од тоа да се гради нешто во иднина, но за тоа додека да дојде, мислам дека ќе има чист пат Мицко, што не е добро. Концентрацијата на моќ е преголема. Мене највише ме загрижи Чашка. Не знам дали го испративте тој дел вчера во емисија. Да, Македонија изгуби, сега ја од класично националистичка позиција ќе зборам, вие ако сакате оградете се, ова се мои ставови. Ставови во една идеолошка линија од 90-та година што ги држам и се надоврзуваат на 97-та, 2001 и така натаму. 825 километри квадратни има општина Чашка. Тоа се околу 3,5% од територијата на Македонија. Добија флип, односно за прв пат се превртеа на албанска страна. Со 2200 гласови. 2200 гласови. Мороните од СДС и ДПМН имаат 2100 заедно, значи доволно добро се поделија за да може да се направи флип. Плюс има муабети за технички прилив на доселеници во некој мал проценти од Косово, така што е направено мирно, тивко, под маса, идеално исцртување на голема Албанија. Дали има договори да им се препушти таа општина, не знам, но тоа е срцето на Македонија и додека они ги кршат копијата помеѓу себе, додека не може да видат национален интерес, прво отиде Тетово, Кичево, Струга, Скопје стана со техничко прилепување на селата, сите можни села до Тетово двојазично и сега на крај отиде и Чашка. За мене тоа катастрофа од се македонски. Вчера го коментиравме тоа само на аспект на те молам само да завршим. Само да завршим, не довршим. Значи, за мене е тоа многу голема катастрофа. И ја мислам дека
етикета на сите овие, на целиот изборен процес е чашка. И како таков треба да се третира процес. Власта не направи многу големи промени, горе-доле скоро сите нешто освоија, нешто плюс, све окей, супер, браво дечки, супер, главни сте. Меѓутоа, 825 милиони квадратни метри... Илјади, мислиш? 825 милиони квадратни метри. 1 километар квадратен е 1 милион метри. 825 милиони квадратни метри. Со техничка операција и можеби со договор добија друг етнички признак, што за мене е катастрофа. Вчера го